Македонија! Како настанале народите? Кои биле првите народи кои се појавиле? Дали знаете кој е првиот народ кој се појавил воопшто у светов? Кој? Види бе, одма види со пропаганда бе, антипропаганда бе, види ги бе. Македонците се првите кои се појавиле нормално. Све ние сме први. У све сме први. Значи прво, како што знаете, кога настанал светов имало еден голем океан, немало ништо друго, пливале амеби у него, после некој време се појавиле медузите, под медузите не знам што се појавило и наеднаш се појавило нешто така како амеба, ама не било амеба, било многу лигаво и пливало женски. Е тоа ти бил првиот македонец. Ем лигав, ем плива женски. И се викал Трајанче. Трајанче оти цело време траел. Траел му било страв да писне туку во океанов. И така пливајки Трајче, он ќути пливај, за малце ќути пикај работава, разбира? Ќути пливај и така Трајанче ќути пливај го создал генот на македонците да знаат да пливаат у секое време, у секоја вода и со секоја власт. И така, после некој време се појавиле континентите. И кога видел Трајанче земја, одма излегол, не за друго многу му се мочало на човекот, ностоп у вода, а не е глуп да моча тамо каже се бања, пошто не е ова аквапарк, нели? И јеби га, и излегол ова и ома бргу се измочал и онда Трајанче сватил една многу битна ствар, дали знаете што е тоа? Па он бил прв мочко бе на светот бе. Али јеби га, пошто мочковците се увек први, тоа е тоа и после некој време се појавил Србинот. Тор се појавил Србинот, висок, крупен, бам, коцкици тука разбацан, да, одма се сме, види колку го сака, колку ги сакаш ти Србите, признај се. Признај, а не. Аз спомнам Србинот тука до тука. Еве го дечкото, дај да ти идеме, стани со Србија, да ти идеме, стани слободно. Ти се свиѓа? Признај се, немај вакви муавети. И тамо ли има Србија? И се појавил Србинот, висок, крупен, плав, правилеш таков, разбацан, и му пише со блузичка, нисам крив, шта сам леп, и позади му пишело Делија Север. Арно, ама, пошто се појавил овој Делија Север, одма од жбунот излегол вториот Србин, а он па ти работел хонорарно као гробар, и му се убацил на Србинов и му се обратил на еден традиционален српски културен начин. Ало, бете, кој ти курат, знаеш оно, што ти... Па скини ту мајцу, јебат што ти матер, знаеш? И онда грабнале тука да се млатат и србите до ден денес се млатат за глупости. Након србите се појавил Бугарот. Бугарчево, арно, ама Бугарчево било така малце како шлакнато. Да, како, ностоп нешто се пунел. Аз сам прв! Аз прв дојдех тук! Аз измислих топла вода! Аз измислих хладен сладолед! Аз сам прв, а им скурчил и на македонецов и на Србија, им скурчил аз, па да тебам газ му рекле, разбира. И после тоа од аз плюс газ му дале скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено в българската традиција, Азис, нали, овај. И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал и по едно време почнал да ги собира јајцава и вика шо да правам од јајцава, ајде правам мајонез. Јар Рома не му се погодил мајонезот и Азис го измислил тартар сосот. И од тогаш бугарите ги завикале татари. Након него се појавил народот што у старо време бил најпознат народ од старо време. Кој е тој народ, дали знаеме? Најпознатиот народ од старо време. Малака people. Сега се грците, брат. Трети, четврти тамо. Малага people. Дали знаеме што значи зборот малага? Не е педер. Дркаджија. Онанатор, мавач, тинкач, самоцепач, острач, значи поише називи има. И кога се појавиле малака people, они нон-стоп дркале за нешто. Само дркале за нешто и до ден денес го дркаат. Те со нас за името го дркаат, те со Германија, те со Турција, те со, не знам, Кипар. И после кога дошло 19 век да им прават држава, рекле, добро, како сега да им направиме држава, као да се вика држава. А бидејќи секој човек треба да се нарекува според сопствениот идентитет, а пошто нели овој човеков од малака people нон-стоп нешто се грчел, нели? И кога репа нека се вика Грк. Нели? И така малака people у превод значи луѓе што се грчат или се угрч или само скратено Грци.
И након грците, кога се појавиле сите овие народи, што мислите, се појавиле последните, кои се последни, а увек први оваа држава? Увек се они последни, а стално се први. Дури у биро за вработување. Дури и таму, разбираш, не се ни појавуваат, а стално се први у пичку мат. Падинте, о, браво. Ама они уствари цело време биле тука. Осте ние македонци, они цело време биле тука, биле малце погоре на тоа ритчето тука на планината биле и слегнале од планината. И само што се стигнало од планината, одма му се пуштиле на Трајанче. Значи не на Србинот, не на Бугар, на Трајанче. Што си го сакаш овде малиот, но? Што си го сакаш овде малиот? Што ме гледаш бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш овде малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пиштол? О, Африм, тоа пиштол да ми дека шикари бе, о, пиштоли бе, што пиштол? Не бе, не, ја, жими мајка, што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, ало, хајо. И ти Србин, ти слушај, ти Србин, посебно слушај вамо, ти македонац, ало. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно да си одите, хај си ту пичку материно. И така, оваа реченица, ако ви сметамо, може слободно да си одите сите у пичку материну, е земена како постулат на кој што понатаму се базираат човековите права на сите заедници во Република Македонија. Ако ви сметаме, ај се ту пичку матер.